Ја укаже дека со закон имаме регулирано све да се пријави до антикорупцијска и све се јавни податоци. Име, презиме, адреса и објавени се, можеме ги провериме за секој од нас. Но интенцијата не е овдека да ги дознаеме имињата. Интенцијата со овој амандман е да добиеме на ефикасност. Да не може да се слуши загрозување на таа средина, а при тоа ради административна пречка или некоја таква техникалија да биде инспекторот спречен да настапи на терен. Ако се сложувате, ја веднаш би го избришал имињата, еве нека стои дежурен инспектор за риболов, за ме разбирате, по поддели. Нека биде и така. Важно е да има можност да настапат. Ја тврдам, еве, нека ми одговорат колку налози до сега има издадено во сабота. Молам? Така е, екзекли. Токму тоа го велиме. Молам да по еден, да. Нема проблем, не ми смета. Поентата ми беше, ако сте ние сведоци, дали вие, дали јас, дали било кој од колеги овдека присутни, да имаме веднаш во било кој момент да се реагира и тие да може да настапат. Ја тврдам дека незначителен е бројот на налози издадени од директорот во сабота и во недела, наспроти сите други наспроти вкупни на налози издадени за вореден надзор. Се сложуваме така. Една од причините што вчера дискутиравме за активно и пасивно и она што не беше прифатено, но во ред, ете имаме законски одредби и велиме дека ако сакаме да постапат, ќе постапат. Сега да дозволиме можност луѓето, оние што сакаат да изградат повисоко општествена свест или повисок степен на општествена одговорност, да имат каде да пријават. Толку е. Не станува збор дека да ги разоткриеме ние луѓето и така натаму. Ја повторувам пак. Оние барем инспектори ја што сум комуницирал имале високо ниво на професионализам. Пречките биле од друга причина. Дополнително на тоа што нели амандманите се најголемиот дел предложени во соработка со невладините организации, со нивните искуства, со нивните согледувања од терен, нивните истражувања, а и дефинитивно и во комуникација со вработените од предметниот инспекторат. Ви благодарам. Панидерите да ју. Ви благодараме вам, следна за збор колешката Силјановска. Да почне